Добро утро од собраниски брифинг. Ова утро со нас, како што кажа претходно Александар, гостин е пратеничката од редовите на ВМРО ДПМН Марија Петрушевска. Со незе ќе поразговараме за се она што се случуваше во изминатите денови, но најмногу околу кривичните пријави нели што ги поднесе ВМРО ДПМН за двајцата пратеници од владачкото мнозинство кои дојдоа овде во собранието да гласаат во скафандери нели поради болест од коронавирус. Но ќе зборуваме и за кривичната пријава што ја доби спикерот Талат Џафери. Што се смени од се она што се случуваше додека се гласаше новата влада и оној пратеник кој веќе беше овде во собранието, господинот Арбен Зибери, да гласа, беше заболен од ковид. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата, ги поздравувам вашите колеги во студијето и гледачите. Така, најавата веќе ја слушнавме. Вие поднесовте кривични пријави, не лично, нели како пратеничка група, поднесовте кривични пријави за двајцата пратеници и спикерот што дојде овде во скафандери и да гласат за законите. Прашањето ми е зошто ВМРО ДПМН ги поднесе кривичните пријави со оглед на тоа што има протокол собраниски на кој се повика спикерот Џафери? Зошто да не важи тој протокол? Ви благодарам на прашањето, господја Висна. Кривичните пријави, како што утврдите, беа поднесени во текот на вчерашниот ден и тоа токму до јавното обвинителство. Ние како пратеничка група, заради тоа што цениме дека овој дом на демократијата, домот на граѓаните, навистина беше погазен токму тој ден. За жал, граѓаните сведочеа на едно многу непријатно сценарио, скапо сценарио би рекла, заради тоа што сите тие очекуваат едно поодговорно однесување. Имено, ние денеска дискутираме повеќе за или сведочиме повеќе за партократија и автократија отколку за демократија и од тука ценевме дека уставот кој што е највисок акт во државата и по кој што ние како собрание работиме, беше прво погазен, дополнително беа законите. Ние овдека работиме согласно уставот и законите и треба да бидеме пример за почитување, а протоколите се подзаконски акти. Имено во самиот протокол на кој што и се повикуваат, би сакала да поменам дека тој протокол алудира, односно предвидува лица кои што имаат симптоматологија на ковид, но не и позитивни лица. Но повторно подсетувам дека тој е подзаконски акт, а нашата работа е утврдена согласно уставот и деловникот и од тука цениме, односно овој случај веќе е придаден на органите, на судската власт. Јас не би си дозволила како други политичари да коментираат дел од судската власт, освен да ги охрабрам да постапат согласно предметот и навистина да видиме разрешница на овој случај. Како што кажав, веќе имавме случај ние во собрание болен пратеник од COVID-19 дојде, но ВМРО ДПМН тогаш не крена ваква иницијатива, не покрена кривични пријави и така натаму. Што се смени од тогаш до сега? Има суштинска разлика помеѓу двата случаи. Имено станува збор за колега кој што поради предпазливост, најверојатно бидејќи самиот колега доаѓа од здравствениот сектор, почитувајќи ги собственото здравје како што е согласно уставот, но потоа и унапредување на здравјето на останатите, почитувајќи ги неговите колеги од здравството, но и сите останати, предупреди дека не се чувствува добро и дека има потреба тој ден да се превземат превентивни мерки согласно тој протокол, за да имено биде соодветно присутен и да може да го оствари своето право да учествува и да гласа. И да не забораваме дека Македонија во тој период излегуваше од една навистина сериозна политичка криза, каде што институциите беа оставени без менеджмент, без носители на јавни функции и од тука навистина беше потребно да час поскоро ние почнеме со нашата работа како собрание, но и институциите. Од тука таа разлика дека тогашниот колега не беше позитивен на ковид, едноставно не се чувствуваше добро како што и тој самиот лично изјави, а овој пат овие колеги за жал без повторење, без почитување на протоколите, но пред се со покажување на правниот поредок во Македонија во собранието беа домислени, позитивни и навистина го загрозија општата јавна здравје. За труд беше во посета на собранието и заклучија дека не се почитувани протоколите, дека не е загрозено здравјето на пратениците, нели?
и остана така да сега основното јавно обвинителство да постапува по кривичните пријави. Во секој случај, Петрушевска, значи од мнозинството ве обвинуваат за постојани блокади на собранието и како партија која, еве да кажеме, наводно не се држи до она што е договорено. Прашањето ми е, имаше еден предлог за онлайн собрание. Дали нешто се смени во ставот на ВМРО ДПМН за електронско гласање на пратениците кои се заболени од коронавирус, за да не бидеме повторно сведоци на вакви сцени, скафандер сцени да ги наречем? Па, господја Весна, прво да констатираме дека апсолутно немаше потреба на вакви скафандер сцени заради тоа што на самата комисија, односно се извинувам, на самата седница веќе беа присутни 75, а видовме дека потоа за ковид мерките гласа дури 115 колеги. Во однос на онлайн работата на собранието, ние остануваме на самиот став и уште кога се отвори оваа дебата, ние сведочиме дека по улиците на Македонија, за жал, имаме сериозни протести од различни сектори. И тука за мене, како пратеник кој што треба да ги представува граѓаните, се поставува прашањето зошто ние би требале да бидеме попривилегирани од текстилните работнички. Зошто ние би требале да бидеме попривилегирани од приватниот сектор. Мислам дека онлайн собрание ја губи примарната функција, самиот законодавен дом, а тоа е представничката функција и грижата за демократија. Грижата за демократија подразбира дебата. Да, сега имаме пандемија од ковид зараза и цел куп парламенти на Балканот и во Европа работат електронски. Предлогот е само за заболените од ковид за тие 14 дена доека некој пратеник во изолација. Јас се согласувам, иако Европскиот парламент навистина можете да го видите доколку отидете дека тој навистина е исто така во постојано заседание, многу јасно е утврдена нивната агенда, многу јасно можете да пристапите кон дневниот ред и така натака. За жал, ние мораме да бидеме искрени до крај дека кај нас си уште недостасува таа политичка зрелост, тие европски вредности и сите би требале да се обединиме и да постигнеме еден диалог во однос на навистина задржување и одбрана на овој дом на демократијата и за жал си уште станува сомнежот дека токму ова предлог решение за онлайн собрание е извор на политичкиот сооднос натре во рамките на собранието, односно во рамките на распределбата на мандатите. Од тука апелирам дека секогаш кога станува збор за интересот на граѓаните, за интересот да ја надминеме оваа здравствена, но и економска криза, ние треба да ги искористиме сите инструменти кои што ни стојат во рамките на собранието, а се доволни за да го постигнеме консензусот и навистина да спорачаме резултати. Рековте на седницата немаше потреба од такви сцени, нели, со носење на пратеници, но она што го кажа спикерот Џафери, рече дека поради недоверба кон опозицијата за она што е договорено, морал да го стори тоа. Не добил одговор ниту од Алијансата, ниту од ВМРО ДПМН не се изјасни дали добил одговор дека ќе присуствува, токму затоа. Што е со таа недоверба? Зашто не може да има доверба барем за битни закони во собранието? Целам дека целиот овој театар всушност е алатка за да се сокрие што реално се случува во Македонија и она што реално се случува во многу сектори, во туризмот, во гостителството, во евент индустријата, во текстилните работници. Потоа, она што се случува со правото и правдата, кој тука мислам на случаите кои што беа отворени, некако поќе власта избра да се надмудруваме или наоѓаат алиби за да се сокрие, па би рекла, прилично тажната реалност, а граѓаните навистина не го заслужуваат тоа. Граѓаните одлучуваат доколку има одредени мостови на недоверба да се надминат, а ВМРО ДПМН останува тука и апелира на ковид седмици. Така, дали ќе го поддржите шестиот пакет? Да, како што прво го очекуваме нели исто да пристигне во собрание и апелирам тоа да биде час поскоро. Исто така апелирам ова да биде научена лекција навистина од претходните пакети, да не се заглавуваат
во вакви административни, па и би рекла политички непријатни игри. Ние и претходните пакети, односно заклучно со 5-тиот пакет ги поддржавме, тоа така ќе биде и со 6-тиот пакет. Нема да во овој момент бидејќи е потребно да го видиме 6-тиот пакет, да ја коментираме самата содржина, но јас ви апелирам да се консултираат на вистина сите засегнати сектори, за да истите бидат опфатени во тој 6-ти пакет, а ние секогаш како и претходно, така и за 6-тиот стоиме на располагање. Апелирам исто така од вашава емисија веднаш покрај тоа што ќе биде ставена комисија за финансирање и буџет со време, своевремено да се планира една ковид седница каде што тој пакет веднаш ќе се најде ќе се излезе од сите политички субјекти во собранието. За денеска има закажано 39-та седница. Ставот на ВМРО ДПМН го знаеме, нема да прави кворум, ќе учествува во диалогот. Дали се смени нешто во... Ние апсолутно ќе учествуваме на седницата, станува збор таму на оваа седница денес се наоѓаат и два закони кои што се поврзани со ковид кризата. Со 5-тиот пакет. Така, се поврзани со ковид кризата, односно за лица со низок доход, уфатени се различни таргет групи, потоа со состојбата со грозието и од тука тие ќе имаат наша поддршка, ние ќе земеме учество. За жал повторно сведочиме дека никако предлозите кои што дајат опозицијата се секогаш на последна точка на дневниот ред, како што интерпелацијата, да. Меѓутоа еве се надевам дека во наредниот период ќе се надминат овие препреки, овој камен на сопнување и навистина ќе успееме да ги пребродиме овие состојби во интерес на Македонија и на граѓаните. Петрушевска, ви благодарам на разговорот. Ви благодарам на поканата. Студио, ова беше нашиот разговор со пратеничката Марија Петрушевска од редовите на ВМРО ДПМН.